Има ли Македонија стратегија, но и волја да го подобри квалитетот на високото образование, да ги унапреди, осовремени и ревидира студиските програми, но и да ги направи македонските студенти компетентни на она што го бара пазарот на трудот во земјава, а претходно да им го зголеми стандардот на едно пристојно ниво. Ке почнеме ли да броиме повеќе студенти запишани на странските универзитети наместо на домашните, каде затајува системот на реформа и подобрување на квалитетот на високото образование и покрај сите национални стратегии, планови, мерки, како тоа да се постигне. Ке остане ли Македонија на врвот на земјите извозници на мозоци во Европа, со оглед дека земјава годишно во просек ја напуштаат по 2500 високо образовен кадар. До сега, според проценките на Светска банка, земјава ја напуштиле 40% од високо образовниот кадар. Ке стартува ли суштинската реформа во високото образование пред земјава да ја напушти и последниот високо образовен кадар. Добра вечер, јас сум Тамара Ганчаровска и со темата и со представување на моите гости ќе продолжиме веднаш по рекламите. Како што најавив, вечерва дебатираме за високото образование и поточно каде се студентите во него, во какви услови студираат и како тоа може да се унапреди за да имаме квалитетни кадри на пазарот на трудот, но и помалку да ни бегаат надвор од државата. Со мене вечерва во студиото се моите гости, господја Солза Грчева, национален координатор за високо образование. Добра вечер. Добра вечер. Александар Николовски, председател на Универзитетско студентско собрание на УКИМ, кој е дел од националното студентско тело, каде што членуваат 7 универзитети. Добра вечер. Добра вечер. И Ристо Савевски, председател на Младински образовен форум. Добра вечер. Добра вечер. Господин Николовски, ќе почнам од вас. Што е приоритет на Универзитетското студентско собрание на УКИМ и Националното студентско тело за да почнат да се решават проблемите на студентите? И кој е приоритетен проблем кој би сакале прво да биде решен? Како студентско собрание, заедно со останатите универзитетски студентски собранија, во месец март подпишавме документ кој се нарекува Студентски манифест. Дополнително подпишавме декларација за приклучување кон Националното студентско тело во месецот март. И во истата декларација, студентскиот манифест кој беше подпишан од најголемите политички партии, стојат 7 клучни цели кои што ги поднесовме. Тоа е квалитет наспроти квантитет, односно квалитет итен во високото образование, понатаму промена на концептот на финансирање на високото образование со воведување на бесплатно високо образование согласно праксата на земјите во регионот, подобрување на студентскиот стандард преку мерките кои што ги има Министерството за образование и наука, формирање на Националното студентско тело и негова афирмација преку носење на закон за студентско организирање, понатаму дигитализација во високото образование, интернационализацијата и поголема автономија на универзитетите. Тие се 7 клучни цели, кои што се распленуваат низ повеќе мерки кои што ги имаме поднесено до Министерката за образование и наука. Кој е приоритетно од ова? Па квалитетот. Квалитетот? Да. Како го оценувате? Дека може многу да се развива. Имаме преголем потенцијал, но има и многу негативни страни кои што во моментот треба да подлежат на длабоки реформи и суштински, не да биде тоа секоја година носиме нова стратегија, туку да се донесе стратегијата и активно да се работи на истата. Господи Грчева, неколку месеци сте национален координатор за високо образование. Согледавте ли досега каде се клучните слабости на високото образование во земјава за да биде на ова ниво? Каде грешиме? Значи, не само како национален координатор за реформи во високото образование, туку јас се нафатив на таа функција, бидејќи ги познавам тие проблеми, сум живеела со тие проблеми многу долго и сметам дека можам да допринесам да се реформира на вистина високото образование, што е итно. Она што ме радува е што овие цели што Александар ги спомена се точно дел од онаа стратегија, од онаа рамка која што ја предвидуваме и нам пред се ни е важно квалитетното образование. Да не се лажеме, Македонија е многу долу котира во однос на другите универзитети европски, а за жал и помеѓу балканските универзитети. Значи, студентите со право напуштаат државата. Не може да се каже дека тоа го прават од некакви, не знам, потреби да
исчекорат од државата, туку одат во потрага по подобро образование, за разлика од тоа што порано одеа поради економски некакви причини да бараат работа и така натаму. Сите поенти овде што се кажани, апсолутно стојам зад нив. Потребна е дигитализација, потребна е подигање на студентскиот стандард, потребно е подобро организирање на студентите за да можат да ги артикулираат своите барања и така натаму. Каде ги детектирам? Па, знаете, многу проблеми има високото образование, за да можете, веројатно едно 20 емисии можат да се направат слободно на таа тема. Грешки се направени многу. Прво, секогаш тоа министерство било за партиско подкусурување и не му се давала соодветната тежина. Секогаш таму сме имале министер кој што не знаеле каде да го сместат, министер кој што не бил компетентен, исто така и внатре структурите во тоа министерство не биле компетентни, а сите имале некакви насушни потреби да се бават со стратегии и со реформи. Знаете, реформа, самиот збор е многу ризичен. Реформа може да ве однесе надолу, наместо нагоре да ве однесе надолу. За жал, во последно време реформите кои што ги гледавме го урниса и оние мали, да речам, изблици на екселенс, на добри работи ги урниса. Ние имавме министри кои што доаѓа од невладини организации кои што не се бавеа со образование. Тоа е друго да имате од образование, меѓутоа од луѓе кои што тотално не знаат што е образование. Универзитетите имаат и своја автономија до некаде. Видете, имаат автономија, но ќе повторам една реченица многу важна, која што ја кажа и академик Беџети на неколку наши средби, каде што завршува автономијата на универзитетот, почнува одговорноста. Има некои работи кои што државата мора да ги среди за да овозможи таа економија на вистина да биде плодна, да дозволи развој, а не да биде злоупотребена на штета на студентите кои што треба се стожерот на тој образовен систем. Така да ви имате закони кои што се катастрофални ако земете да ги анализирате. И овој сега што ни е на сила е катастрофален. Тој има такви... Се менува? Тој мора да се менува, значи прашањето е дали ќе има доволно промена на доволен број членови за да се направи нов закон целосно или ќе се оди со измени и дополнување на постоечкиот закон. Иначе нема да дозволиме, апсолутно нема да дозволиме да имаме 80% редовни професори во државата, да имаме 1400 студиски програми во една мала држава. Мислам и тоа беше истакнато во овие денови на студентите, дека и на студентите им смета, и на професорите им смета, и на ректорските управи им смета толкав број на студиски програми во кои што студентите, пазите, губат својата основна струка, заради што се запишале на студии. Вие кога одите на лекар, сакате да имате пред себе лекар, кој што знае да ве лечи, а некој што ќе има soft skills, ќе знае да ми прави табели во Excel. Значи, до таму стигнавме да веќе не се знае што се предава на нашите факултети. Ако земете на електрофакултет, половина од студентите магистрираат на проектен менеджмент. Што е тоа важно за еден електрофакултет? Утре нема да може да работи во една трафостаница да ја поправи. Значи, ги изгубивме струките. Треба да има проектен менеджмент. Треба да има soft skills, меѓутоа тоа се решава на запад со курсеви додатни, со екстракурикуларни знаења и така натаму. Ние си ги изгубивме струките, а тоа го дозволи овој наш наказен закон. Од ова што го зборувате, мислеат дека ќе има суштински реформи во законска смисла. А мора да ги има, знаете. Не можете вие, еве сега ќе ви кажам еден прост пример. Секаде во светот, науката е таа која што го влече високото образование. Тоа се академски студии. Академски студии подразбираат наука.
и уште на време вклучување на студентите во тие научни текови и научни процеси. Иначе би биле професионални и стручни студии, не би биле академски студии. Сега кај нас може да се унапреди професор ако објави трудови 10, 5, 2, 8 во некое списание научно, така наречено, во Македонија, во Босна, во Косово, во Србија и така натаму. Тоа не се брои воопшто на светската сцена, не се брои. Затоа и потонавме. Затоа Белград е меѓу првите 500 на Шангајската листа, Загреб и Љубљана се меѓу првите 800, а ние сме на 2000-то место, на 1990 и некое место. Па сега тоа не смее да биде дозволено, затоа што утре сакаме проекти, меѓународни проекти. Кој ќе ви даде на таква институција меѓународен проект? Тие не го гледаат професорот, може да е и супер квалитетен, но гледаат од која институција доаѓа тој професор. Ако доаѓа од институција која што котира толку ниско, па бога ми ќе се запраша дали парите ќе ги алоцира таму или некаде на друго место. Без такви пари, пак универзитетите не може да живеат обесени само на буџетот. Само финансирањето е на ниско ниво, тоа го кажуваат и анализите. Пред да се префрлам на господинот Савески, кажете ми дали овие измени се почнати да се работат во На големо. Да, значи веќе се работи на измени. На големо се работи. Ние имаме работни групи, ние формиравме и национално координативно тело кое што треба да почне да работи и тоа е инклузивно тело. Бидејќи не сакаме... Ќе бидат вклучени студентите? Да, апсолутно. Значи, не сакаме да се случи да утре имаме отпор и ние ќе имаме дебати. Може би и жестоки дебати во рамки на тоа тело. Меѓутоа, сакаме да постигнеме консензус, да не бидат тоа натурени решенија, туку решенија прифатливи и за академската заедница, за професорите, за управите нивни, за бизнисот, за стопанството. Вклучени си луѓе таму од невладините организации, од студентските организации и така натаму. Значи, сите тие работи ќе треба да доведат до едни решенија кои што сите ќе ги чувствуваат како своји. Може би нема да бидеме сосема задоволни, бидејќи треба да бидеме свесни дека сме во сиромашна држава, дека појдовната стартната позиција ни е многу ниска, меѓутоа треба да одиме во еден правец кој што го изоделе држави пред нас. Господин Савески, 32 универзитети, 6 државни, 1 приватно јавен и 25 приватни или вкупно 134 високообразовни институции има земја. Каков е квалитетот на високообразовниот кадар кој излегува од нив? Па така, ние за разлика од земјите во регионот имаме доста поголем број на образовни институции. И сметам дека самиот голем број на институции прават една состојба на хиперпродукција на звања и хиперпродукција на програми кои е по знак прашални колку се конкурентни на пазарот на трудот. Оно што може да го забележиме и од моменталните анализи е дека самите студиски програми на универзитетите се доста теоретски, односно недостасува практична примена, практично знаење за самите студенти, неповрзаност, значи на суштината на самите студиски програми со пазарот на трудот. Од наши испитувања, дури 55,4% од младите воопшто, сега не зборувам за студентите, сметаат дека немале одредено кариерно советување. Предпоставам дека ова се префрла и во високото образование, односно самата стерилност на студиските програми не ги поврзува студентите и финалниот продукт од студиските програми со пазарот на трудот. И од таму мислам дека тоа дефинитивно влијае на квалитетот на самите студенти, односно квалитетот на студиските програми. Самите факултети, зборам сега и за државните, по-конкретно, си прават конкуренција со студиските програми едни со други. Со тоа исто така се влијае на квалитетот на студентите, односно на самото студирање. Еве, например, успеав да издвојам одреден пример на Финки. Имаме смер кој се вика компјутерско инженерство, а на факултетот на ФЕИТ има смер за компјутерски технологии и инженерство, што е доста сличен.
Понатаму на ФИНК имаме смер за примена на информацијски технологии, на ФЕИТ имаме телекомуникации и информацијско инженерство, што покажува дека самите факултети на растојание од 50 метри си прават многу голема конкуренција помеѓу себе. Самите студенти не знаат и не се сигурни за изборот кој, односно уште кога се средношколци, не знаат кој е правилниот избор кој треба да го направат за студирање. Така што дефинитивно се надевам дека реформите кои треба да се преземат за високото образование, те постои национално координативно тело за квалитет во високото образование, ќе продуцираат не само уште едно мртво слово на хартија, како што кажавте, имаме премногу стратегии, имаме премногу добри одлуки писмени, меѓутоа прашањето е нивната имплементација. Сите анализи покажуваат дека не се реализираат. Дури мерките кои се тука ми е за одливот на високообразовен кадар, например, од 460 од 19 мерки само 9 се реализирани, другите се делумно или воопшто не се реализирани, што е 50% например од делот од мерките. Господин Николовски, зошто не верувате на домашните институции, како например Агенцијата за квалитет на високото образование, бидејќи со резолуцијата која споменавте побаравте надворешна евалуација на значи универзитетите и на програмите од Европското здружение за обезбедување квалитет на високото образование? Покрај надворешната, во студентскиот манифест пишува сеопфатна евалуација преку оваа агенција. Иронијата е тоа што додека постои ова тело не е извршена ниту една сеопфатна евалуација од страна на Одборот за евалуација на универзитети, ниту пак е затворен одреден факултет, ниту одреден универзитет досега, а имаме 7 јавни универзитети и 25 отприлика приватни високообразовни установи. Се соочуваме со 20 економски факултети, 16 правни факултети, 3 медицински факултети, дополнително висока школа медицинска на население од 1.800.000 жители по попис, дополнително може и помалку да е ради тоа што има популација која што оди работи во Германија, Словенија и Хрватска, така да потребна е навистина евалуација. Задоволни сме тоа што новата власт потенцира за овие моменти дека треба да се направи евалуација. Беше најавено од министерката дека најавено затварање на одредени универзитети. 2,5 години целата реевалуација на универзитетите би требало да трае. Одредени институти се затворија сега, се спремаат и одредени претставки против универзитети и тоа се добри сигнали, но се додека не дојде моментот на одлука, ние се уште ќе притискаме тоа да се случува затоа што Ке инсистирате сепак да има и надворешна или сепак? Да. Па еве Луки мисля ке спроведе. Да, и по закон постои. Но досега било употребено? Имало. Но Одборот за евалуација, во последните години нема ниту една евалуација направена на нашите универзитети. Дури имаше и пех некој на самите универзитети прават евалуација, но тоа не е доволно, треба поголема контрола и на Сметате дека студиските програми не секаде го даваат она што е напишано, не се реализира како што треба, Има дека се слаби. професори кои што не доаѓаат на настава. Има професори кои што наместо да соработуваат со студентите да работат на заеднички проекти, се уште наплаќаат за заработка за книги. Значи, тоа е малку иронично и саркастично. Треба професорот да биде огледало на студентот, за студентот утре да сака да остане тука и да се труди, да се бори, да ја развива државата, а не да се разочарува од одредени професори. Така да, за тоа е потребна евалуацијата и добро е што на УКИМЕВ има ректорката направи моментално во низината програма Совет за квалитет, кој што прави и внатрешна евалуација подобрена на самите факултети и професори и се постапува. Господин Грчева, ќе се намалува ли бројот на универзитети или факултети во земјава или ќе се инсистира на подобрување на нивните студиски програми и перформанси за да одговарат на пазарот на трудот? Во која насока ќе се води реевалуацијата, на затварање или на подобрување? Прво една корекција да направим, рековте 100 и нешто дека има образовни институти. 134, тоа го извлеков од изјавата на министерката во месец август. Јас бев на тој настан кога она и баш го отворивме текст 134 високо образовни
34. Не, Високообразовни 34 институции не во се земја. разбра, 34 се точно, при што тука влегуваат и високите школи. Да. Значи не се само универзитети. Бев и јас на таков настан и знам точно изјавата во кој смер беше, така да 34 се, што е страшно голема бројка. Исто е да кажете, и 134 за една мала земја како Србија има Македонија. 7 јавни универзитети. Да, апсолутно. Не зборувам за универзитет, зборувам за високообразовни, тука спаѓа по бројка Да, тука ви себе ќе ви како кажам што институти, за тоа се универзитети, институти, виsoки школи. Тоа 34 сваѓа, се вкупно. меѓу кои во првите се приватни и државни. Вкупно се околу 33-34. Тоа е една работа. Второ, прашувавте за евалуацијата. Евалуацијата, само евалуацијата на И што е акредитацијата, многу да ја важна, споменеме да ќе акредитацијата. споменеме, само евалуацијата и надворешната евалуација се законска обврска. Значи се законска обврска. Некој си дал за право да не ги почитува, да не го почитува закон. Колку што знам, во декември почнува веќе надворешна само евалуација на 3 ентитети, ќе се почне со 3 ентитети, па ќе се оди понатаму, ќе се шири тој обсек на институции кои што ќе бидат евалуирани. Имате право кога велите дека многу работи се направени лоши поради лошото работење на АКФО, на Агенцијата за квалитет, односно евалуација, акредитација, бидејќи таму буквално како низ решето поминува се. Не сум сигурна ниво компетентноста на тие луѓе кои што седеа таму, дали воопшто гледа нешто, што гледа. На прв поглед имаше студиски програми кои не смеат да бидат одобрени, апсолутно, а тие поминуваа многу лесно. И се водете сметка дека тие па врзуваат голем дел од буџетот, бидејќи така се финансира високото образование. И ако сега ви имате енормен број на студиски насоки кои што врзуваат законски број на професори кои што морат да бидат врзани за тие студиски насоки, тие го исцрпуваат целиот буџет. Немаме пари за подмладок, немаме пари за млади луѓе да влезат на факултетите, што е нонсенс, а тие се најпотребните. И сите пари одат кон професори кои што често пати се со сомнителни, да речам, избори во Европа тоа го решава и Америка на друг начин. И воопшто развиените земји, не само Европа и Америка, подмладокот на факултетите се најчесто докторанти, кои што работат докторати на соодветниот факултет и се платени од индустријата, на која што и се потребни. Значи, потоа тие деца, млади луѓе, кои ќе докторираат, не мора да останат на факултетите, туку можат да бидат примени во индустријата која што ги финансирала додека биле докторанти. Не е секогаш, знаете, праволиниски, нашиот систем е тотално ригиден. Влегувате како асистент, излегувате како редовен професор. Тоа никаде го нема. Значи можете да си останете едно, друго, трето, четврто, во пензија и доцент да отидете и вонреден професор. Кај нас секој мора, како во осмолетка, штом запишал прво оделение, да стигне до осмо оделение. Значи, тие работи се суштински и мора да се менуваат. По-суштински од тие работи нема. Ние треба да имаме систематизација на работни места на факултетите, а не да бидат правени предмети според човек. Кој како докторирал на некој предмет, му се отвара предмет на некоја научна област, му се отвара предмет, па дури и цела насока. Зборуваме за државните, но што правиме со приватните универзитети? Не, зборуваме за државните, зборуваме сите работат по истиот Например, текст. кај на приватните сите, тоа е јавна тајна, дека има хиперпродукција на дипломи, има тоа е јавна тајна на факултети, универзитети. Државните нема? Но верувам дека некои од универзитетите приватни, тоа е барем дури и веќе се подбиваат со тоа дека таму само на скали можеш да Добро, падне, го но слушаме не и тоа на... за скалите и паѓањето, меѓутоа не е така. Сум имала чест да предавам и на еден приватен универзитет во Македонија, покрај тоа што сум работела на УКИМ, сум била проректор и на Штипскиот на Угада во првата гарнитура.
Сум работела и надвор од државата, меѓутоа не можам да кажам на приватниот универзитет на кој што бев, сега нема да споменувам имиња, не споменувам, имав најдобри студенти кои што на Институтот за информатика, факултетот за информатика, освоја 5 светски награди за 2 години, први и втори Не светски ги ставам награди. јас во кош сите Значи, не можете приватни во во кош да еден ги ставате, кош, ниту туку да ги прашувам лоцирате дали ќе проблемите се само во приватните. Не, јас само прашувам Не. дали ќе Не. се анализира се и дали ќе има Се ќе се затварање на анализира. програми, на Видете. факултети, спојување, Видете. што ќе се прави конкретно? Видете, прво треба да се исчистат голем број на студентски, односно програми студиски. Тоа е основното. Тоа ќе ни покаже дали факултет некој ни е вишок, дали некој универзитет цел ни е вишок, но тоа се по закон мора да биде направено, иначе би бил чист реваншизам. Утре ќе ве тужат, ќе речат како тоа мене ме затворивте, врз основа на што и така натаму. Значи, мора тоа да биде еден артикулиран, легален процес, кој што ќе оди по правила на игра на закон. Не можеме туку така да затвараме. Јавна тајна е и на државните универзитети, за жал велам, не беше порано така, дека се допиваат дипломи за џабе. Дека сега веќе имате поплава на најтешките факултети, каде што за шеска се славеше, се одеше во кафани и се славеше, сега веќе под 10 не добиваат никој на магистарски студии, на Но тоа е квалитетот, докторски значи, студии. до професорите? Не е само до професорите, до системот. Јас не наоѓам грешка ниту во студенти, ниту во професори, ниту во управи. Наоѓам проблем во целиот систем како е поставен. Ако вие накриво го насадите системот, темелот му го направите лош, можете каква сакате фасада по тоа да правите и прозори и што сакате, тој ќе се ниша. Значи, темелот му е лош. Темелот е лош, бидејќи органите што се врзани, а ги има еден куп тела врзани со високото образование, не си ја вршат својата работа компетентно. Ние имаме државен просветен инспекторат. Зошто не исправил дел од овие аномалии по сите овие години? Тие нотираат некои аномалии, но не ги тераат до крај. Не се борат за тоа да тие бидат исправени. Значи, секој гледа по линија на најмал отпор да одработи нешто и потоа без да води сметка што се случило како крајен исход на неговата работа. Гледам голем проблем во акво, како што реков, тоа е голем проблем. Ако вие таму имате луѓе кои што не знаат што евалуираат, како евалуираат и што акредитираат, тогаш за што зборуваме? Значи, тоа е голема работа, таму треба и тоа како да се види кои луѓе и зошто седат. Законите, како што реков, законите и за научно-истражувачка работа, еви за студентите, што е многу важен закон, тој треба подитно да биде донесен. За студентскиот стандард, за самиот закон за високо образование. Ако погледнете, тие се со многу фаливки. И тие даваат можност за вакви манипулации. Се знаете, нашиот народ е навикнат да ги искористува тие дупки и аномалии, што се јавуваат точно во законската основа. Ние сме едноставно такви луѓе. За жал, тоа ми е тешко да го изречам, ми е навистина тешко, но ние станавме народ на завушанти. Ние гледаме што полесно да се излечеме. Вие погледнете, на еден факултет, каде што има најмногу дипломци или магистранти, по правило тој професор е најслабиот. И најлесно дава дипломи. И сите студенти трчаат кај него. Мислам, таквите работи треба да ги следи факултетот и да ги исправа во од. Таквите работи треба универзитетот да ги следи и да ги исправа во од. Не можете вие на проектен менеджмент, на електрофакултет, кој што е многу сериозен факултет, сите да дипломираат со тоа што ќе напишат гантови диаграми и ексел табели. Мислам, навистина е срамно. А тоа ви е исто како еден доктор да докторира, не знам, да магистрира или докторира на загадувањето во Скопје во зима. При тоа треба да биде хирург. Значи, до таму стигнавме. Ние стигнавме до
тешки абсурди со тие студентски програми. Затоа велам, студиските програми се првото чистилиште. А дали тие ќе доведат до затварање на факултети, универзитети и така натаму, тоа е друга работа. Ние сме детектирале многу аномалии на државни универзитети, не само на приватни универзитети. И многу е лошо така кога се лепат етикети и се вели ово е лош, ово е добар, при тоа не знаејќи ништо за факултетот, ништо за универзитетот. Па јас знам еден куп на факултети на приватните универзитети кои што се поквалитетни во моментов од соодветните факултети на државните универзитети. Значи треба многу внимателно да се оди во тој процес. Во тој процес не sme да има жртви, не sme да има незадоволни. Има начини да има спојување, има начини да некои се трансформираат во професионални студии наместо цели универзитети, како што рече колегата, не знам колку имаме правни факултети. Зошто, например, еден приватен универзитет да ги има и правен, и економски, и информатика, и се да има. Тој може да има само професионални студии, што не го обврзуваат да има по 5 професори на секој од факултетите. Решен проблем. Нема некои 5 професори, тоа е исто проблем. Па нема. Затоа велам по 10, не по 5, по 10 во законот. Затоа велам треба системски да се решаваат проблемите, а не козметички. До овде стигнавме бидејќи козметички ги решававме проблемите. Музеј Савески, државата издвојува годишно околу 7 милиони евра за стипендии во високото образование. Поконкретно, во 2022-та 3,8 милиони евра биле за стипендирање на 6179 студенти во државата, 3 милиони за 111 македонски студенти кои студираат на првите 100 универзитети од Шангајската листа. Каков е успехот на стипендиските програми на државата? Ќе ми дозволите само пред да дадам одговор на тоа прашање, би сакал да се согласам на тоа што го зборуваше до сега господјата Грчева. Околу поставеноста на целиот систем, сметам дека уште од средното образование многу мал процент од средношколците завршуваат завршен испит и се решаваат додатна матура. Автоматски штом завршуваат на матура, се запишуваат на факултет. Од таму максимата е кој се запише на факултет и го заврши, ги завршуваат факултетите. Повторно се навраќаме на хиперпродукцијата на академски звања, поготово на факултети каде што поставеноста на студиската програма е 3+2 години, со завршување на 3 години автоматски студентите не добиваат ништо, мора да продолжат на уште 2 години мастер студии и имаме продукт магистер. Повторно се навраќаме на хиперпродукцијата на звања, што доаѓаме до еден заклучок дека секој втори има завршен факултет, а секој трети магистер или доктор. Да. Во однос на самите стипендиски програми, Министерството за образование и наука од 2011 година воведува една мерка со што им овозможува на студенти да студираат на некои од првите 100 универзитети по Шангајска листа, и тоа има за цел искрена намера да придобие, односно да им понуди на студентите можност да добијат знаења од светски реномирани универзитети и потоа тие знаења да ги вратат. Суштината на самата мерка е студентите по студирањето по странство да се вратат во Македонија од 2011 година до 2023 година, до кога е нашето истражување. Има доделено од Министерството за образование 389 стипендии. Меѓутоа, самиот успех на стипендиската програма... И на стипендија, да кажеме, 40.000, максимално 40.000 Полосата 42% за стипендии за странство, наспроти 48% за нашите 3.000 студенти. Да, тоа сакав да биде следното прашање за вас, току да завршиме со Савески, на кои и плюс 10 месеци на покривање на трошоци за сместување, ако не се лажам, дополнително, да. Студентите кога... Чисто за појасно за колкава сума на пари зборуваме, да се каже, поберете, продолжете. Самите студенти кога аплицираат и кога се примени на стипендиската програма, подпишуваат договор кој содржи клаузула дека по завршување на студиските програми во странство мора да се вратат во Македонија и да одработат дупло од времето кое го потрошиле на студирање во странство. Меѓутоа,
доколку се контактирани од страна на институциите 6 месеци од како ќе се вратат, односно од како ќе заврши нивната студиска Ги програма. контактираат ли институциите? Од податоците што ги имаме ние во нашето истражување, не ги контактираат. Скоро многу малку да ги контактираат, меѓутоа после временскиот период од 6 месеци. Веќе не се обврзани, им поминува Да. врската да... И работните места кои им се нудат се многу неадекватни за студиската програма која студирале. Сега да не биде дека преку леп бараме погача, меѓутоа тие студенти потрошиле време, пари, ресурси за да студираат на светски реномиран универзитет, а тука се враќаат со одредени Административна плата. смешни понуди и често, бидејќи сега некој оди да студира на Кембридж, може да си најде многу лесно работа во странство и остануваат студентите, продолжуваат со работа во странство и доаѓаме до еден заклучок дека државата ги части одредени студенти, 40.000 евра годишно, повелете студирајте и понатаму може да продолжите да инвестирате во бруто домашниот производ на државата во која студирале. Ние информиравме министерката за оваа ситуација и сметам дека тоа е и заклучокот, главниот заклучок кој го ваѓаме ние во самото истражување и тоа е мислењето на нашите испитаници, дека самата програма ќе биде реформирана, не укината, бидејќи е добар почеток за размена на искуства, за стекнување на знаења, меѓутоа дека треба да се подобри начинот на кој треба да ги враќаме студентите кои студирале во странство тука во Македонија. Инаку самиот процес видовме дека има недоследности. Министерството за образование и наука до 2023 година воопшто и да не комуницира со студентите кои одат да студираат. Значи се случувало и студенти да заглават со одреден процес на универзитетот на кој студираат поради тоа што не добиле одговор од страна на Министерството за образование и наука. Најтрагичното е што не знаеме ние колку од студентите се вратиле во Македонија, меѓутоа Нема и податоци? Министерството за образование не води евиденција и не водело евиденција кој се вратил од овие студенти во државава и се надевам дека ќе се изнајдат решенија, ќе се изнајдат мерки како да се подобри оваа програма и да ги донесе вистинските резултати за кои е наменета. Николовски, како сте задоволни од стипендирањето на студентите тука во Македонија? Еве ги слушнавме бројките, речи си 50-50 е за тие во странство, за тие дома, но што по стипендирањето, освен тие околу пари што се околу 6.000 денари, 100 евра, сакав да кажам, колку тоа му помага на еден студент како стипендија и што може да се направи повеќе? Дали барате нешто повеќе во тоа насока? Побаравте ли? Па во однос на подигнување на студентскиот стандард, како што ви кажав, имаме повеќе мерки. Во делот на висина на стипендии, сега доколку се направи нов концепт за финансирање на високо образование. Се бират ли вистинските студенти да се стипендирани? Исто и тоа е прашање. А јас бев одличен студент на додипломски студии и секогаш имав стипендија поради успехот. До сега втор мандат ми е годинава. Оваа година многу помалку жалби има во однос на процесот на аплицирање за стипендија и на избор, сега ќе бидат извадени резултатите. Минатата година немаше жалби во однос на тоа кој е примен, кој е одбиен, повеќе беше во однос на процедурата и на доцнењето на стипендиите. Но кога ќе се спореди трошокот кој што се дава за студирање на годишно ниво во однос на висина на партиципација со добивање на стипендија за студирање, таа доколку си студент во државна квота го покрива студирањето дополнително, ти остануваат и средства за заштеда за живење во текот на студирањето и така натаму. Ние како студентско собрание што поддржуваме зголемување на опсегот на студентскиот оброк, на мерката студентски оброк, односно тоа малку подоцна сакав, но веќе која споменавме, да. Исто така поддржуваме студентска работа, односно носење на закон за студентска работа, налик на словеничкиот, каде што студентите во текот на студирањето работат и се платени доволно за тоа и студискиот процес го поминуваат со доволно финансиски средства си со цел да не е финансискиот товар целосен на семејствата. Лансиравме вчера на меѓународниот ден на студентите платформа за студентска работа, за флексибилна парт-тајм студентска работа и сега од денес натака ќе има и активни огласи за студентите да може да наоѓаат работа. Така да покрај стипендиите каде што бараме
раст согласно растот на индексот на трошоци на живот, дополнително да има поголем број на стипендии за студентите на втори и трет циклус. Ние ги поддржуваме тие што одат во странство, тие што останале овде на магистерски, докторски, доделуваме за докторанти 15 стипендија, за магистранти 50. Ние бараме процентуалниот износ кој што се дава за студентите на додипломски во однос на бројот на студенти, ако е 50.000, 3.000 добиваат, толков број да добиваат и магистрантите. Овој процент е многу помал, 50 стипендии не се ништо, а навистина трошоците за магистерски се повисоки во однос на додипломските, пута 10 од тие што се на додипломски. Така да, а во однос на студентите кои што се во странство, добро е да се поддржуваат додат и да го земаат искуството од најдобрите универзитети, бидејќи потоа доколку тие се вратат нашите универзитети и бидат вработени на нашите универзитети ќе се развиваат. Проблемот настанува пак во евалуацијата. И мене како студент никој не ме контактирал дали јас сум го исполнил успехот на крај на 4-та година, дали сум го задржал успехот од 9 просек. Камо ли тие па кои што биле во странство и во нив било вложено 40.000 евра, како што рековте. Жално е што ние како даночни обврзници сме платиле толку средства отишле надвор и сега тие остануваат таму. Една од политиките кои што ние ги водиме е нашата комисија за настава при Универзитетското студентско собрание. Во самите задачи кои што ги има за работа е комуникација со студент кој сега е вработен е во Министерството за образование и наука, искомунициравме со него и тој има задача да ги бара тие студенти, ете добра една вест, да ги бара студентите и да се вмрежиме со нив се со цел поврзување, бидејќи тоа поврзување утре ќе значи и повисоко рангирање, доколку тие работат трудови таму со наши професори тука, или пак ги вратиме назад предаваат на нашите универзитети ќе бидат подобро рангирани. Така да и нашиот универзитет превзема во моментов алумни на УКИМ се прават преку проректорката за настава, така да активно ќе работиме во идниот период за пронаоѓање на истите. Рековте дека барате изголемување на стипендиите согласно трошоците. Пресметавте ли отприлика колку би изнесувало сега стипендија? Па сега во законот за високо образование пред 2 години беа покачени стипендиите за околу 50%, од 3.000 нешто на 6.000. Тоа не е мало покачување, навистина значи во законот за студентски стандард нема таква одредба, доколку се воведе согласно претходната инфлација од 19% би требало да пораснат и тие, но веќе измината инфлацијата, таква законска одредба немало. Така да, согласно тековната инфлација од 3%, тогаш би требало годишен раст да има на сумата на стипендии, а во делот на оброкот, висината сега е 140 денари дневно. Да, за тоа после рекламите, добро. Но пред да одиме на рекламите, само ме прашала господја Грчева дали се планира околу стипендиите реформи, дали барем ќе ги лоцираме, значи каде ни се тие што ни се надорно. Мене малку проблем овие стипендии кои што но што правиме со домашните стипендисти? Точно така. Значи, не можете да кажете, јас ќе испратам толку и толку студенти на најдобрите 100 универзитети. Тоа не значи ништо. Бидејќи тоа се комплексни универзитети, не значи дека нашите студенти одат на најјаките дисциплини таму. Имате еден, да речеме, Харвард, кој што се знае дека е ориентиран кон право, политички науки и така натаму. И сега вие ако одите на некоја друга дисциплина таму, тоа не значи дека сте завршиле, тоа не ви дава значка дека сте завршиле кој знае каков факултет, бидејќи таа научна област не е толку развиена на тој универзитет. Ќе ви кажам примери со Белград. Белград високо котира заради физика, математика, електротехника и така натаму, не заради другиве дисциплини. Што значи дека тие наши студенти кои што одат не можат да значи дека понеле со себе кој знае какви знаења поголеми од овие наши студенти овде. Друга една аномалија што се појавува и што мислам дека треба да се коригира е што таа сума секогаш се прикажува како дел од средствата за финансирање на наука. Не е наука ако вие финансирате студенти да студираат некаде во странство. Како што рекоа студентите, делот ни воопшто не се ни враќаат, делот ни воопшто не се контактирани за да влезат во некој научен процес овдека,
Бидејќи, пазете, нивните средства се одвојуваат од оние мали средства што ги одвојува државата за наука. За наука, не за образование. И тие исцрпуваат еден голем процент и тоа како потребните средства за наука. Ја не се согласувам тоа така да биде. Тоа треба да влезе во образование, а не во наука. Значи, никој нема гаранција дека тие деца ќе се бават со наука, поготово ако не се заинтересирани универзитети да ги примат или разни институти и така натаму. Не гледам прилично е хаотичен тој процес. Тој процес или треба добро да се дефинира, Да, тоа го кажа или да се трансформира во поголеми стипендии на наши студенти кои што студираат, да ги задржиме конечно. Да, и да ги задржиме тука. Одиме на реклами и потоа продолжуваме со дебатата. Назад сме во студиото, дебатираме со госпоѓа Солза Грчева, национален координатор за високо образование, Александар Николовски, председател на Универзитетското студентско собрание науки и дел од Националното студентско тело, и Ристо Савески, председател на Младинскиот образовен форум. Следното прашање за вас, господин Николовски, го спомнавте студентскиот оброк, 140 денари на ден. Изнесува тој, практично кажано, и ве пресметав денеска, може да се купи еден тост, евентуално бурек со јогурт, половина хамбургер или 3 круасани за тие пари. Коментар? Па, малку мерката е погрешно представена во јавноста, затоа што покрај тоа што вие го споменавте дека може да се купи во градот конкретно, но и во другите градови во државата, одредени маркети нудат оброци за 140 денари, во кој што се содржи 200 грама месо и 250 грама јаглехидрати. Дополнително, исто така има ресторанчиња кои што нудат подредени попусти за мерката, така што... Значи подобрене од првичната? Да, ние минатата година разговаравме со маркети, тоа е воведено минатата година, сега конкретно над 200 барања се испратени до ресторани во градот за да се возможат дополнителни попусти за студентите. Прво треба да се свати дека мерката е субвенциониран студентски оброк. Тоа не значи дека тие 140 денари треба да го покријат, да ја покријат целосната висина на цената на оброкот. Да речеме, студентите во Бугарија плаќаат 90 денари, односно евро и пол, за да земат јадење, салата, месо и јаглехидрати, односно компир или ориз. Фактички, ако додадеме 140 плюс 90 денари кај нас, за 230 денари имаме солидно јадење кое што може да го купиме, тоа да е одготвена храна, дополнително што па ние сме подобри во однос на мерката во Словенија или Бугарија, тоа е нашата мерка е флексибилна. Можете во понеделник за 840 денари да се испазарите, бидејќи на неделно ниво се пуштаат парите, да се испазарите. Но и тоа беше инаку се губеа претходно, да мораме да кажеме дека наша законска измена, наша законска измена беше во месец март, да може да се пуштаат на неделно ниво, прво да не се губат средствата, а второ на неделно ниво да се пазари во маркетите. Ние имаме направена промоција за 750 денари, доволно 5 оброци да се купат. Значи, според вас ова е добра мерка? Мислам, ваква каква што е. Висината е во ред, се додека ние како студентско собрание и Министерство за образование и наука доволно се избориме рестораните да понудат доволни опции за храна. А од друга страна, зголемувањето кое што е предвидено во новиот буџет, ние како национално тело го предвидуваме за студентите кои што тековно не земаат оброк. Тоа се студенти кои што се од социјални загрозени семејства, земаат семејна пензија, поради висината на примањата не може да земаат оброк, а тој секој ден оди на факултет. Студентите кои што тековно работат, поради примањата не може да земат студентски оброк. Значи, да Јас сум одел на факултет, сум учел со десетки, после тоа сум одел на работа. Зошто државата да не ги награди тие студенти, бидејќи на вистина тие што работат и заслужуваат да земаат оброк. Во Словенија и студентите на втор и на трет циклус имаат студентски оброк. Така да сметаме дека опсегот треба да се расшири, а од друга страна ние како студенти и МОН да притискаме понудувачите на храна да нудат доволно опции за студентски оброк. Субвенцијата да се искористи. Господин Савески, каква е состојбата со студентските домови? Денес имавме еден прилог и беше и вчера објавено од некои медиуми за дека Пелагонија, ако не се лажам, беше во фокусот. Дел од домовите се реновираат. Каква е моменталната состојба генерално? Па не добра.
поголемиот лош. Многу лош. Поголемиот дел од студентските домови се реновираат. За жал во екот на академската година Министерството за образование и наука изнајде можности да најде алтернатива да ги смести студентите во ученички домови, меѓутоа би сакале да истакнеме дека тоа не треба да биде мерка што би требало да продолжи и следната година и дека треба да се се работи на наоѓање на конкретно решение, а не некое привремено решение. И тука исто би сакал да истакнем дека студентите и младите воопшто немаат информација кога ќе биде завршена реконструкцијата на студентските домови. Значи цело време се повторува еден рок од 18 месеци, меѓутоа секогаш се кажува тој За рок. Кузман е во октомври, новата студената академска година да биде отворена. Значи дури другата година. Сега. Сега. Сега од во октомври од новата академска година Кузман, а за Стив Наумов од средината на новата академска година. Конкретно за Пелагонија катастрофални се условите, значи видовме дека студентите се жалат дека немаат топла вода, дека Нема нехигиенски доволно храна, услови. директорот 3 и недели однос се на нема храната. правено на работа. И сега сега министерката дека ќе биде заменет, но состојбата во секој случај со нов директор ќе мора да се решава, таму е лошо. дефинитивно мислам дека промена на директор нема да ги реши проблемите сами по себе и дека треба да се продолжи со реконструкција. И Пелагонија спаѓа во проектот за реконструкција на студентските домови, меѓутоа влегува во втората, третата фаза на имплементација. Тоа значи дека некаде после 2026-2027 би се почнало со реконструкција, што значи промена на управата, не значи решавање на сите проблеми, а всушност проблемите што ги има во студентскиот дом Пелагонија се во поголем или помал размер распределени на сите студентски Повеќе или помалку, и исправете ме кога грешам, и мислам дека не знам кога е последниот нов дом изграден, студентски дом Во Тетово е изграден последниот, Тетово. но не е ни пуштен. За жал. Значи, Се оние домови, уште од времето јас кога сум била студент, значи се уште функционираат, освен Да, тој само во Тетово Гоце кој не е Делчев е пуштен. целосно реконструиран и новите бараки во Стив, другото се е прилика лошо. Како што, Да. како што А се може било исто да тоа. забележиме, додека сме кај студентските домови, пандемијата беше показател на тоа. Се надевам дека нема да се повторат тие ситуации, дека секогаш кога државата е во криза и кога треба да скрати на одредени средства, крати на студентските домови. Па еве и ако не се лажам и за предвидениот буџет за 2025 година се кратат средствата за реконструкција на домовите, иако за енергетската ефикасност се зголемува за студентскиот стандард, но за реконструкција на домовите се крати од 8 милиарди динари, ако не се лажам, на 1 милиарда Јас го динари. имам буџет. Што не е воопшто мала сума. Бидејќи сме на самиот сосема крајот, ќе го поставам последното, значи околу, еве морам да кажам, чисто информативно, државата одвојува 0,37% од БДП за високото образование. Ако го земеме, споредиме со БДП за 2023 година, значи од високото образование се издвојува околу 54 милиони евра за високото образование, од кои, како што веќе кажавме, 80% одат за плати, значи остануваат околу 10 милиони евра според тие пресметки за реформа и за се што е потребно, што не е доволно, но ќе одам на клучното и крајно прашање, одлив на мозоци. Пети сме во Европа како држава, 40 според Светска банка, 40% од високообразовниот кадар има напуштено земјава. Како да го запреме тоа, бидејќи стратегијата и ревизијата, Државниот завод за ревизија кажа дека тука не сме направиле доволно, иако имало, значи, и план како да се спречи. Би рекла не сме направиле ништо, бидејќи секоја година ни заминуваат студенти. Како? На многу начини. Со квалитетно образование, со бесплатно образование. Значи, постојат многу начини да ги задржиме децата. А да не кажам колку ја чини тоа државата, тоа ја чинат многу пари. Апсолутно многу пари. 5 милиарди денари во нивното образование е вложено, а 19,5 милиарди денари или 3,19% од БДП ја чинат, ако се пресмета и колку економски нели на пазарот на трудот не придонеле со своето заминување. Ние како Тоа се студентско огромни тело пари. поднесовме мерка, нашите млади создаваат дома пред еден месец до Министерството за економија, со кое студентите по дипломирањето да имаат можност
државата да им додели ваучери од 10.000 евра за продолжување на високото образование, за отварање на бизнис или отварање на стартап. Истото да важи за студентите од странство македонските, се со цел тие пари да бидат искористени во македонската економија. Значи, Тоа е да не едно. се оди Да. И тоа ќе биде направено, мислам, тоа ќе Како биде сме, секако направено. тоа е една значи од мерките за да се Тоа е една задржат. многу важна мерка. Ние Тоа е една поднесуваме, многу да. важна мерка, бидејќи знаете, амбициозни деца не се гледаат себе си во администрација. Тие сакат да се отворат своји стартапи и да работат на такви едни фирми, иновативни најчесто, да ги здружат средствата повеќе луѓе, па да отворат некоја посериозна фирма, да се умрежат со странски фирми и така натаму, така да мислам дека таа мерка е многу добра и многу ќе имаме полза од таква една мерка, да ги задржиме децава да се вработуваат овде. Второ, ќе напоменам повторно дека во тоа национално координативно тело членуваат луѓе и од стопанските комори. И тоа ни е многу важно. Значи вработувањето како една од вработувањето причините за останување. Апсолутно. И сега оди во USAID финансира проекти кои што работат исклучува на вработливост на студенти. Како да ги вработиме студентите. И еве ги повикувам студентите да се вклучуваат активно во тие проекти, бидејќи се многу А и важни. се враќаме на почетокот студиските програми да соодветствуваат со пазарот на трудот. Не само со пазарот на трудот, прво да соодветствуваат со некакви норми. И квалитет сега. Норми да се квалитетни и да соодветствуваат, се разбира, со пазарот на трудот, кој што кај нас да се разбереме. Како што е оронато образованието, како што е здравството оронато, ние немаме некое стопанство кое што ќе влече многу напред. Значи, се заедно, заедничките напори ќе дадат некаков резултат. Иначе немаме некое стопанство кое што ќе ги повлече сите способни деца и ќе ги вработи. Тоа се едно со друго се преплетени тие работи. Значи, тоа Колку ќе биде имате тежок подобри процес. деца, толку подобро стопанство ќе имате, толку стопанство способно да абсорбира што поголем број на добри студенти и така натаму. Значи, еден врзан систем е тоа. Но ме радува што многу се заинтересирани и активно ќе учествуваат во ова тело. Тоа мислам дека ќе биде многу тежок процес според бројките што ги читам, што ги презентираат и Светска банка. И последното прашање ми е до вас двајца, до Николовски и Савески. Дали ве прашал некој досега што ви треба за да останете тука и дали ве изслушал? Кратко. Дали го слушал тоа што сте го кажал? Па, многу ретко. Меѓутоа, тука исто би сакал да истакнам дека една од главните причини зашто младите се иселуваат не е Само многу висината. кратко, навистина. Да, не е висината на платата, туку големата корупција, партизација што владае во општеството и немањето на можности, затоа како што спомна господјата Грчева за предностите на напредувањето на образованието, така и самите решенија на овие работи треба да бидат мултисекторски. Не дека често не прашуваат, мислам дека треба да има Почесто да поголем ви слух, слушуваат. Ние како тим Не и лично. Дали лично некој никогаш ве прашал и дали барем го слушнал тоа што сте го кажал? јас Што ви појам треба од тука? перцепцијата за притисок, ако сметам дека нешто треба да се направи, јас лично ги контактирам и им досаѓам ако треба уште 10 пати се додека не се отпочне нешто, така и со мерката која што ја споменав, така и со други измени во делот на електронски индекс и така натаму. Сметам дека ние како млади треба активно да притискаме за тие промени, а она што треба институциите да го направат е само да ни слушаат и да не поддржат, не да не партизираат. Би заминали од државата? Не. Јас сега за сега не. Ви благодарам многу за гостувањето, ви благодарам господин Грчева и Сега на за вас. сега. Вам, драги гледачи, ви посакувам убава вечер и останете со програмата на Телмо.